Димитар Апасиев, водачот на Левица, не би подржал спикер што ќе зборува албански во парламентот. Изјави тој на прашањето дали за оваа функција би го подржал Африм Гаши. Не, ние би дали поддршка од нашите 6 да не биде албански председател на собрание. Е отворено во повикување Мицкоски, бланко поддршка на невидено, само да не биде косоваризиран повторно македонскиот парламент. А зошто господин Апасиев, зошто ви смета да биде албански? Па затоа што е противуставно да се зборува на друг јазик освен на македонскиот кога се преседава со седници. Тоа значи илегалниот закон за двојазичност. А добро, што ако збори на македонски господин Гаши? Па супер, нека збори на македонски. Што вие рековте албанец да не Нека биде. збори на македонски, тогаш може да правиме мовет. Сега вака нема да збори и повторно ќе воведеме противуставна двојазичност и така, си ги гласавте патриотите, тоа ќе ви биде реално. Од друга страна, за оваа изјава на Апасиев, Мицкоски изјави. Треба ли да го коментираме Димитар Апасиев? Димитар Апасиев пред изборите имаше бланко понуда од ВМРО ДПМН да се приклучи и да застане на страната на македонското национално единство. Тој одлучи повеќе да се посвети на правењето планови каде ова лето ќе ужива, дали на Хургада или на некоја друга грчка плажа. И како што еден од неговите поранешни сопартици вика дека тие биле на група на џанаци, така и продолжува да се однесува. Од кого Мицкоски очекува подршка за конституирање на собранието? Па очекувам од сите оние кои што се потпишани позади поддршката да Африм Гаши биде председател на парламентот. Председателот на ЗНАМ, Максим Димитриевски, од новиот парламентарен состав, има високи очекувања. ЗНАМ очекува од овој парламентарен состав многу. Верувам дека како потенцијален партнер во идната власт ќе дадеме свој допринос со нашето политичко делување, бидејќи веќе разговараме сериозно за имплементација на дел од нашите програмски определби во идната владина програма и во идниот владин состав. Дали ЗНАМ и ВМРО ДПМН се договорија за идните кадрски решенија во владата? Немаме договорено никакви кадровски решенија, ние уште разговараме на платформи. За нас во втор план се првенствено поделбата на власта и министерските позиции, сето онаа што значи одговорност во власта. На прв план се сето онаа што го ветивме во предизборниот период пред граѓаните. Во новиот парламентарен состав најмногу пратеници има коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН 58. Коалицијата за европска иднина, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, има 18 пратеници. Коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, има исто 18. Коалицијата Вреди 14, Левица 6 и ЗНАМ 6 пратеници.